Во оваа прилика сакам да упатам посебен апел до младите и собствениците на угостителските објекти, целосно да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, затоа што е забележливо дека последниот период не се почитуваат протоколите. Банките и поголемите маркети од градот да ги засилат редарските служби пред нивните објекти, да се спречи поголемите групирања кои се евидентни во изминатите денови. Сакам да ја известам јавноста дека градскиот пазар ќе продолжи со работа со засилени протоколи за заштита од COVID-19, со тоа што ќе има засилена дезинфекција и никој нема да смее да влезе во пазарот без заштитна маска. Полицијата ќе биде се поприсутна и во пазарот и пред поголемите маркети и банки и ќе се засили казнената политика. Му соопштивме на командирот на полицијата во нашиот град токму на овај денес на денешната средба на кризниот штаб и неговото ветување беше дека и досега тие ја извршат својата работа и понатаму ќе ја засилат активноста на сите овие простори, како што кажав, и на градскиот пазар, и пред големите маркети, и пред банките, и казнената политика ќе биде поригорозна. Тоа беше неговото ветување. А јас мислам дека, сакам јавно да кажам уште нешто кој е мојот личен став и која е мојата лична перцепција на носењето, тоест на носењето на маски. Основниот проблем е што нашите граѓани не ја почитуваат основната одредба, а основната одредба и препорака и во сите протоколи носењето на заштитна маска. Најголем дел, за жал, од нашите граѓани, во цела држава тоа се случува, ајде да кажам, во најголем дел од европските држави, ова што го читаме, што го гледаме, истото тоа се случува. А сакам да кажем посебно за нашиот град, каде што моја лична проценка е некој околу 30% од граѓаните користат заштитна маска, а тоа не е доволен број. Оној поголемиот процент од 70% треба да ги натераме со нашата активност, проактивно делување на секој наши граѓани, ако можам така да се изразам, посовесни, да ги натераме да носат маски, а не да ги казнуваме. Да бидат убедени дека носењето на маски е единствениот начин да му излеземе во престрет на овој вирус, на оваа пандемија. Тоа е само борбата и превенцијата, да кажам. Сето другото е само желба. Да најдеме начин да дојдеме до ситуација обратно, 70% барем да носат маски од граѓаните, а 30% можеме повторно да разговараме со нив, да апелираме. А кога гледаме дека граѓаните се помалку носат маски, ние што носиме сите маски испаѓаме инфериорни. Еве уште еднаш јас апелирав до сите банки, до сите раководители, интервенирав и до Народната банка, така да мислам дека активното учество на раководството од секоја банка е тоа што треба да биде позитивно во сето ова.